турскиот претседател Ердоган денеска од претседателската палата се обрати до светската јавност дека повеќе нема да дозволи финансирање на бизниси кои што се во тесна врска со неговиот политички противник Фетулах Ѓулен, кој беше и организатор на пучот на 15 минатиот месец, неуспешниот пуч во Турција, кој што се обиде да го смени од власт Ердоган. Оваа тема е многу битна за македонската држава, бидејќи има голем дел на турски компании со турски капитал овде во земјава, меѓу кои што дел од нив се најдоа и на црната листа на непожелни ни фирми и бизнисмени кои што ги наброи турскиот претседател Ердоган. Како прва на таа листа се најде интернационалното училиште Јаха Кемал. Телевизија Нова подготви прилог на оваа тема, како вчера така и денеска проба да стапи во контакт со дел од родителите чии нивни деца учат во ова училиште. Тие се сакаат да останат анонимни, но за телевизија Нова се запрашуваат и веќе размислуваат дали нивните деца повторно ќе ги запишат во ова училиште, бидејќи како што пренесуваат светските, но и турските медиуми, токму ова училиште е на некој начин помогнало за да се случи тој на финансиски или логистички начин помогнало да се случи пучот во Турција. Предлагам сега да го погледнеме прилогот и деталите со него. Турскиот претседател Ердоган најави дека ќе го пресече каналот на финансирање на бизнисите кои се под раководство на Фетулах Ѓулен, човекот кој е обвинет за организирање на неуспешниот пуч во Турција, објави угледниот Reuters. Оваа информација и тоа како ја разбранува македонската јавност по објавувањето на Ердоган на црната листа на непријателски фирми од земјава со турски капитал, фирми кои се под директна команда на Ѓулен. На врвот на таа црна листа е приватното училиште Јахја Кемал, објави новинската агенција Анадолија. Ердоган борбата против организацијата на Ѓулен ја најави од претседателската палата. Оваа организација се потпира на бизнис. Еден проект не може да биде успешен ако не се финансира. Решени сме да ги уништиме сите деловни врски, сите приходи и сите врски на оваа крвава организација. Секоја пара вложена во терористичката организација на Фетулах Ѓулен е како ставање на куршум во пиштол насочен кон нашиот народ. Во земјава има 7 училишта Јахја Кемал, кои во Турција се водат како сомнителни и помагачи во пучот, објави Анадолија. Оваа образовна мрежа е распространета во неколку држави низ Балканот со околу 40 приватни училишта. Освен од образовниот сектор, Ердоган за непријателски прогласи и фирми од транспортниот сектор, туризмот, здравството и трговијата. Тој пред турскиот народ изјави дека секое помагање на организацијата ФЕТО ќе представува терористички чин и удар врз турската држава. Нема да им простиме на оние кои помогнаа да се финансира тој куршум, исто како што нема да им простиме на оние кои го испукаа куршумот кон нашите луѓе. Во моментот сите училишта, секој дом, секој дел од организацијата е гнездо на тероризам. Сите места за бизнис, добротворни цели, секоја асоциација на оваа организација е терористичка организација. Од турската амбасада во земјава и од македонското МНР се уште не откриваа дали Турција побарала од Македонија да превземе мерки против евентуалните соработници на движењето ФЕТО, кое во Турција се смета за терористичка група која е виновна за неуспешниот воен удар во земјата кој се случи на 15 минатиот месец. Да, телевизија Нова стапи денеска во контакт со дел од релевантните институции од Министерството за надворешни работи, велат дека добиле информација од страна на турската држава дека постојат во земјава фирми кои што се веќе нарекувани како непријателски за турската држава, меѓутоа за сега нема побарано екстрадиција за ниту еден бизнисмен, директор или раководител на фирма тука во Македонија со турски капитал. Доколку тоа се случи од Македонското Министерство за надворешни работи, велат дека ќе постапат согласно сите правни морални норми и сите оние договори кои што се потпишани помеѓу двете држави.